Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди дека Амбла од Гостивар, девојчето со Даунов синдром, била дискриминирана. Комисијата утврдила сегрегација и исклучување во овој случај, извршен врз основа на попреченост од страна на основното училиште Единство, затоа што ученичката учела во посебна просторија, како и поради тоа што не обезбедило соодветна ресурсно-сензорна просторија, а било утврдено и повикување на дискриминација од страна на родителите со подпишување на петиција и бойкот на наставата. Училиштето има рок од 30 дена да ги спроведе дадените препораки на комисијата. Да изготви соодветен акт и да достави до комисијата соодветен акцијски план, одобрен од ресурсниот регионален центар, во кој ќе бидат и предвидени сите детални мерки, активности и рокови за да се обезбеди ресурсно-сензорна просторија опремена со асистивна технологија која е приспособена на посебните образовни потреби на ученичката. Во соработка со регионалниот ресурсен центар да се организира задолжителна обука на наставниците и стручните соработници што се директно вклучени во воспитно-образовната работа на оваа ученичка со посебни образовни потреби, да организира состанок со родителките подписнички на петицијата со цел да им се предочат принципите и задолжителната примена на концепцијата за инклузивно образование. Ако училиштето не постапи по дадените препораки, комисијата ќе покрене прекршочна постапка, а мислењето ќе им помогне и на родителите доколку сакаат да побараат судска заштита. Доколку родителите на ова ученичка одлучат да бараат судска заштита од дискриминација, ова мислење може и тоа како да им помогне во процесот за кој ќе го водат пред суд, а се разбира доколку побараат, комисијата може да се вклучи во таа судска постапка како вмешувач во истата. Инаку случајот со четврта оделенката Амбла започнал уште во декември минатата година, кога родителите на незините соученици подпишале петиција дека девојчето пречело во наставата. Незиниот татко случајот го обелодени на почетокот на февруари. Амбла доби поддршка и од председателот Стево Пендаровски, кој лично ја донесе на училиште и ги охрабри родителите во нивната борба.